Добар ден, почитувани гледачи. Спорт за сите, сите за спорт. Ова не е некоја парола, туку е името на асоциацијата која што пред половина година се формира во нашиот град. Денес ке разговараме на оваа тема со членот на оваа асоциација, господинот Антонио Додојски. Добре дојдовте во Лупа. Добре дојдов. Сега во едно поинакво својство, како член на асоциацијата Спорт за сите, сите за спорт, реков, значи, има околу 6 месеци од кога, 6-7 месеци, април месец некаде почнавте со активностите, март се формира, да. И одма на почетокот би сакала да ве запрашам, од каде идејата за формирање на една ваква асоциација? Многу едноставен е одговорот. Ние една, можам да речем слободно, една група на луѓе кои што на одреден начин сме инволвирани или директно не засега спортот. Долго време размислувавме на онаа тема дека за жал во нашиот град спортот и генерално сите спортови, меѓутоа најповеќе нашите идеи размисли беа во насока дека во Охрид за жал немаме светски настани од ранг кој што би бил достоен за град како што е Охрид. И едноставно во еден момент кулминираат тие размисли да одлучивме да бидеме ние промената која сакаме да ја видиме, односно да ако сметаме дека знаеме и умееме како треба да организираме настани кои се достојни за град како Охрид, тогаш ајде да направиме еден чекор и да почнеме ние да организираме настани кои што се надевам дека за брзо ќе можат да станат и опипливи, видливи, ќе може јавноста да ги види и нормално сите ние заедно, значи да се гордееме и со целата јавност со настани кои што ќе бидат навистина од врвен карактер и достојни за град како што е Охрид, значи за една дестинација која што апсолутно е атракција сама по себе. Релативно краток период е зад вас, но доста настани кои што се организирани и тоа од различен карактер. Не може да се стават само во еден сегмент, туку имаме различни настани кои што се поврзани со спорт и рекреација. Ме интересира што се организиравте во периодов кој што помина и од каде ви се идеите за вакви настани? Вака се, значи во периодот кога размислувавме за формирање на еден вид на организација и каков вид на организација ќе би била таа која ќе ја формираме, имавме во вид две работи секогаш, дека првенствено имавме евидентирано недостаток на спортска активност и спортска култура кај граѓанството на Охрид. И второто беше она што пред малку кажав, значи недоволно квалитетни големи настани, значи од спортски карактер кои што би го презентирале Охрид, меѓутоа и би привлекувале и нормално гости, посетители во нашиот град, што нормално ќе би се одразило и на туристичкиот сектор и така натаму. Овие два сегменти ние ги поставивме како база во планирањето на нашите идни активности. И рековме дека во суштина ќе имаме два правци на развој и на креирање на активности. Едниот ќе би биле активности кои што би се одржувале често и ние би инсистирале на тие активности или би ги повикувале активно да се вклучуваат сите наши граѓани. Најповеќе мислевме на фамилиите, родители со деца, а нормално очекувам и баби, дедовци, сите кои што се во можност да се вклучат во што повеќе и поголем број и што помасовни нормално рекреативни настани, какви што и организиравме во неколку наврати и ќе го правиме тоа секако и понатаму. И вториот дел, односно во нашата политика би била развој на врвни спортски настани кои што настани, значи нема да лутаме во вселената, туку ќе гледаме да ги искористиме потенцијалите на Охрид како една атрактивна дестинација за луѓето, воопшто да дојдат и да ја видат како природа и култура, да го искористиме благодетот кој го имаме пред се во Охридското езеро, кое што има фантастични услови на сладка вода со сите карактеристики, температури и така натаму во летниот период. Значи, одлучивме дека ќе развиваме настани кои ќе бидат тесно поврзани со културата, природата на Охрид и околу Охрид, а ќе бидат од, да не речем, светски карактер, односно би сакале тие настани да привлечат што повеќе луѓе, посетители и учесници во самите настани. Така.
Да конкретизираме, што е досега она што го организиравте како настани, како спортски случувања, а имавте во текот на јули месец и еден така пообемен и добро осмислен спортски настан, тоа беше спортскиот летен камп, но за тоа малку подоцна во емисијава. Така, значи ние уште веднаш од како почнавме, значи само што го добивме решението од Централниот регистар, веднаш почнавме со организација на онај, како што реков, прв рекреативен дел, каде што сакаме да вклучиме што повеќе наши граѓани. Првата активност која што организиравме и беше доста масовна беше одбележувањето на Светскиот ден на спортот, 6 април, и веднаш по него Светскиот ден на здравието, 7 април, значи овие настани ги организиравме заедно со Сојузот за училишен спорт и Црвен крст од Охрид. За време на тие два дена организиравме голем број на спортски активности за деца, пред се главниот настан беше во основното училиште Григор Парличев. Вториот ден по денот на здравието заедно со Црвениот крст организиравме пунктови на плоштадот, на градскиот плоштад, каде што исто така се вршија голем број превентивни прегледи, совети за здрав начин на живот, совети за спорт и здрава исхрана. Во вечерта на 6 организиравме, значи го организиравме како составен дел на ова одбележување на спортскиот ден, на Светскиот ден на спортот. Го организиравме Ехо фестивалот, кој што ни беше гостин во Охрид. Ехо фестивалот инаку е фестивал на планински филм, кој беше доста интересен и посетен од охриѓани. Следниот ден Ехо го однесовме во училиштето Христо Узунов, каде што за помладата публика им презентиравме соодветни филмови од планинарство и алпинизам, односно филмови кои се поврзани со здравиот начин на рекреирање, движење во природа и здрав начин на живот. Така што уште веднаш почнавме со така доста впечатливи активности. Веднаш потоа го организиравме Олимпискиот ден во Охрид, кој што за прв пат се одржа во Охрид. На наше големо задоволство, значи добивме можноста и довербата од страна на Македонскиот олимписки комитет да го направиме тоа во Охрид. Имавме поддршка и од локалната самоуправа, беше присутен и градоначалникот на самите активности, така што направивме еден многу убав настан кој што на вистина не штедеа зборови и претседателот на Македонскиот олимписки комитет и останатите делегати кои дојдоа да го видат и да бидат заедно на ова спортско дружење овде со нас, не штедеа зборови да го пофалат и искрено да истакнат дека досега од сите градови каде што учествувале во Охрид е најдобро организиран овој настан. Потоа следува неколку рекреативни настани, организиравме една планинарска тура каде што вклучивме голем број на повторно ќе речем на охриѓани. Каков интересот кај граѓаните за вакви тури конкретно? Затоа што еве тргнувам од себе, сите сакаме да излеземе некаде во природа, но тешко некако се организираме. Треба некој малку да не турне или да не испровоцира. Ретки се тие кои што сами се организираат, заминуваат фамилиарно и ќе го поминат денот или викендот некаде во нашите прекрасни места. Тоа е точно и ќе се навратиме верувам во емисија многу пати на ова. Јас мислам дека не е погрешно да луѓето очекуваат некој да ги поттикне, бидејќи во спортот, дури и во рекреативниот дел, секогаш како и во се друго е потребно организирање, односно менаџирање. Некој мора соодветно квалитетно да го изменаџира целиот процес за да можат луѓето да излезат. Не од други причини. Првенствено активниот начин на живот не е составен дел од нашето секојдневие, од нашата култура на однесување, така што тој принцип ќе мора да го менуваме, за да можат луѓето да го сменат. Тие за нив тоа е една тема која е непозната и нормално е да постои страф од непознатото. За да може да им се доближат темите, за да може да им се доближи областа на луѓето, мора некој целиот тој процес да го изменаџира, да го стави во некаков функционален систем каде што луѓето ќе чувствуваат комоција и сигурност да се вклучат. После извесен период, јас верувам дека луѓето ќе почнат и сами да практикуваат одредени настани кои што ќе бидат добри за нивното здравје и за нивниот и психофизички развој и психичка состојба на крајот на краиштата. Мислам дека од сите овие настани, периодот што е зад вас, го одбележа
летниот спортскиот летен камп кој што се одржа во месец јули, во периодот од 7 до 13 јули. Да. И навистина имаше што да се види, имаше забележителни спортски настани, пред се рекреативни. Имаше некои кои што беа и од надпреварувачки, има надпреварувачки карактер, но пред се беше во прашање рекреација. Но за да не зборувам јас многу, ќе погледнем еден прилог кој што тогаш го работевме. Сликата всушност ќе каже се, па потоа малку ќе коментираме некакви импресии од тогаш, што е она што требаше подобро да се направи, што е она што ви е идеја за наредното лето. Сигурно. Последен ден од спортско-едукативниот камп Охрид 2016. Обуките за нуркање со кои денес се запознаа учесниците на кампот беа последните од програмата подготвена за нив. Па сега тие ќе понесат дома голем број прекрасни спомени кои ќе останат за секогаш со нив. Многу ми се свиѓа овој камп, забавно ги ти, па баш служи да се Многу ми се допаѓа кампот и тука имав можност од се да се одморам. Јас како пливач можам да кажам дека после тренинзи това навистина ми беше потребно. Прекрасно е езерото, буквално се е екстра и организацијата со оглед на тоа што се организира за прв пат. Посебно ми се допадна курсот за спасители на вода, бидејќи планирам да станам спасител едната година и навистина имам само пофални зборови. Прво, премногу сум задоволен од овој камп, бидејќи е прва организација пред се и пробавме многу нови спортови, почнавме со хокеј на трева, завршивме со гњурење во вода, со боци и следната година би сакал да биде исто и можеби и подобро. 70 деца од Охрид, Скопје, Битола, како и српскиот град Крагуевац ќе понесат прекрасни спомени во своите градови за спортските, забавните и едукативно-образовните активности во кои уживаа изминативе 6 дена, но и за дружењето, забавата, како и првите детски љубови. Самиот концепт на содржините беше толку добро осмислен што дава простор за менување и збогатување, па ние со трпение ја чекаме следната година, вели Драган Сретеновиќ, представник на општина Крагуевац. Па морам да кажам дека ние во Србија досега не сме имале ваков вид на камп. Воглавно камповите кои кај нас се организираат се врзани само за одреден вид на спорт. Ја прифативме поканата од срце, инаку дојдовме со деца кои се спортисти, кои имаат постигнати одредени резултати. Па ова за нив е еден вид награда, но самиот концепт на кампот е извонреден. Професорот Витомир Лазоровски ги пофали не само спортските, туку и слободните активности и едукативните работилници кои беа составен дел на овој летен камп. Имаа можност да пробат да направат авиончиња, ракетно моделарство, нели, аеромоделарство. Потоа има задоволство да пукнат со воздушка пушка, на некој беше прв пат. Најголем дел од нив скоро никош не биле надморска висина 2000 метри. Еве, сите се качија до горе, зашто посебно сум горд на моите ученици. Да не зборам за стандардните уживања во вода, во езеро и во базенот. Еве, за крај уживаат во нуркање. Мислам дека одличен концепт, одлично тајмингот исто одлично погоден. Од Асоциацијата на спортови додаваат дека интернационалниот карактер кој кампот го има уште во првата година представува чекор поблиску до реализација на нивната визија, а тоа е Охрид да стане град на спортот и дружењето. Иван Цветковски, председателот на асоциацијата, смета дека се на вистинскиот пат на кој се убедени дека во иднина ќе имаат уште многу повеќе поддржувачи како од нашиот град, така и од големиот број држави од Балканот, па и пошироко. Верувајте дека наредната година, сигурен сум дека ќе имаме представници, учесници од 3-4 држави и сето тоа ќе биде дополнителен мотив. Секако дека тоа ќе значи дека кампот ќе треба да прерасни, и во делот на комуникацијата на едно повисоко ниво. Тоа значи дека ќе постане, камп со англиско говорно, комуникација. Така што на сите тие моменти ќе имаме време да работиме, ќе се подготвиме феноменално. Одличната организација, богатата програма и мотивот за организација со кој влегоа представниците на Асоциацијата за спортови, спорт за сите, сите за спорт, се доказ дека Охрид има и желба и капацитет за организирање на вакви прекрасни настани. Со заедничкото ноќно капење вечерва во хотелот Десарет и официјално завршува првото издание на спортскиот летен камп.
колегата Голабовски вели Охрид има и желба, има и можности за организирање на вакви настани на уште поголеми. Слушнавме дека имате големи планови за наредната сезона, наредното лето, конкретно за овој летен спортски камп. Ајде малку да прокоментираме од каде идејата за една ваква спортска рекреативна случка и еве видовме дека имавме гости од други држави, значи од соседството. Морам да кажам дека идејата е многу подолго пред формирањето на асоциацијата и создавањето, ете да речем, први услови за да организираме еден таков камп, инаку е идеја на Иван Цветковски, кој што ни е председател. Толкому и таа идеја можеби беше и едно жарче во огништето кое што се разгоре подоцна во вид на асоциација на спортови, бидејќи е на прекрасна идеја која што нормално барат, јас повторно ќе речам, барат соодветен менеджмент и сето тоа да заврши вака како што заврши. Првичната идеја беше кампот да го започнеме со учесници само од Македонија и главен таргет беа училиштата и учениците заедно со нивните наставници и ментори по физичко образование, кој што морам да кажам, за жал во сите овие изминати години во ова општество, во ова окружување во кое што живееме, ја изгубиле потребата и довербата во вистински квалитетни системи. Едноставно не можат луѓето само од презентација и од она што сакате да им го пренесете како желба за едно квалитетно одружение, за еден квалитетен камп со квалитетна програма, едноставно не може да го препознаат како такво. И многу интересот, морам да кажам, беше слаб кај овие категории кои што располагаат со приватни школи за различни спортови и многу често се организира, значи ние го истраживме и тој дел од пазарот, значи многу кампови се организираат околу Македонија, некои се организираат дури и во нашава земја, летни кампови за деца каде што организирано деца со нивните наставници, ментори одат на тие кампови, меѓутоа содржините им се многу слаби. Нас првенствено ни беше битна содржината. Сакавме децата да се вратат задоволни, да раскажуваат уште неколку месеци после тоа за нивното дружење и она што имале прилика да го видат на кампот. И сакавме на кампот да им приближиме дел од спортовите кои што за нив на некој начин тие не можат секојдневно да дојдат во контакт, како што на пример за жал планинарењето им испадна дека е многу атрактивно и интересно за децата. Стрелаштвото, на пример, некој нема можност. Нуркањето секако е спорт кој што не може така секојдневно да дојдат во контакт. Имавме аеромоделарство, како што спомна и некој од учесниците, имавме хокеј на трева. Значи еден колаш имаше во овој спортови, значи кои што можеа децата да научат нешто за самите спортови и да ги пробат, значи да ги искусат барем во еден мал дел. Покрај спортските содржини, кампот изобилуваше со голем број прошетки, имавме прошетка со брод до Свети Наум и посета на музеот Залив на Коските, имавме со адвокатниот автобус прошетка низ Охрид и една културна прошетка во стариот дел на градот, така што апсолутно беше интересно за сите учесници во кампот без разлика од каде доаѓа. Она што интересно спомнавте за гостите од Србија, точно не ни беше планирано, меѓутоа испадна дека таму наставниот кадар и родителите многу полесно можат да имаат повеќе чувство за вакво можат нешто. Многу полесно да го проценат квалитетот на понудената програма и морам да ви кажам дека ни изненади многу тоа што ова група која што беа некаде околу 25, ако не се лажам, деца од Крагуевац, нивната посета овде им беше комплетно платена од градоначалникот на градот Крагуевац. Односно беше направен избор од најдобрите спортисти во различни области, ученици во ова им дојде како награда некоја. Да, и ова дојде како некоја награда. Реков дека многу полесно ја проценуваат понудата, меѓутоа нивното задоволство беше далеку поголемо, може да се види и изјавите, значи од она што и тие го очекувале. Морам да кажам дека ние сме апсолутно задоволни од како заврши летниот камп и најголемиот мотив ни беше во тоа што сакавме да покажеме дека со правилен начин на менаџирање
во спортските активности можеме да направиме големи настани. Самиот камп сакавме и го направивме, го организиравме така да немаше потреба од барање средства од ниту една страна, значи немаше потреба од донатори и спонзори, иако доколку ги имавме, ќе имаше многу подобри, побогати содржини, меѓутоа сакаме да покажеме дека со добар менаџмент може да се организираат настани кои што сами по себе ќе може да си ги поднесат трошоците и апсолутно да направиме нешто повеќе и за спортот, меѓутоа и за нашата средина, за нашиот град. Така. Рековте дека идејата за овој летен камп тлеела од многу поодамна, но од каде ги добивате идеите за другите настани и кој е тој што ги дава овие идеи? Како сето тоа оди малку вака да ни го доближите? Во нашата асоциација, не знам колку е познато, тоа не го спомнавме, значи членуваат здруженија на граѓани и клубови, спортски клубови, значи не сме ограничени само на спортски клубови, ние не поставивме бариера за никој кој е инвентивен и има своји идеи. Значи, основачи се 5 спортски клубови, понатаму ни се приклучија уште 2. Моментално асоциацијата брои 7 членови, односно 7 спортски здруженија, клубови кои што постојат во нашиот град. Добре дојдени се сите кои имаат добри идеи. Принципот на работа е следен. Сите наши членови кои имаат идеја, доаѓаат, ја предложуваат идејата до нашиот управен одбор кој брои 11, ако не се лажам, членови. И едноставно таму ја разработуваме, дискутираме дали таа тема е на едно, се да не звучи нескромно, на едно своевидно задоволително ниво на нивото на асоциацијата. Доколку процениме дека таа идеја, тој концепт е на ниво на нашата асоциација, ние сите заеднички работиме да го реализираме таа идеја, тој план, со тоа што нормално нејзиниот предлагач е секогаш тој кој ја води работата, односно координатор. Пример беше, ние организиравме логорување на Галичица, која што идеја беше на професорот по физичка култура Наум Јамандиев, кој исто така долги години е имал оваа идеја да ја реализира со ученици од гимназијата. Ете, дојде, ја изложи, ние ја прифативме и организиравме едно фантастично 3-дневно дружење во природа со учениците од гимназија кои можеа и многу да научат, и многу да се забавуваат и да другаруваат со природата во тие 3 дена. И гледам, бидејќи формиравме една посебна група на Facebook токму за ова логорување, со нетрпение учениците очекуваат и прашуваат кога ќе биде следното логорување и кога ќе може да се приклучат и нивните другарчиња. Така што вакви идеи, вакви настани ќе има се повеќе. Нашата асоциација, ние имаме голем број идеи кои се на разработување во нашата асоциација и го чекаат денот кога ќе бидат достапни за сите. Значи, оние идеи кои што се нови ќе се прифаќаат доколку рековме ги исполнуваат критериумите на она се што го има зацртано асоциацијата, а оние пак кои што се досега реализирани, а кои што се покажале како квалитетни, повторно ќе бидат повторени сигурно. Апсолутно. Ние самиот летен камп за следната година го планираме веќе во неколку, можеби во неколку смени, бидејќи имаме некои првични разговори дури со заинтересирани родители и наставници од Холандија, па можно е да организираме и една посебна група за нивните учесници. Разговаравме со неколку организации во Словенија, каде што исто така можно е да ни дојдат посетители на кампот. Веќе за Крагуевац се вратата отворена широко, така што може би чепнали и некои од останатите градови во Србија, а имаме и некои контакти во Бугарија. Така што ќе оставиме малку времето да поработи, се уште е рано да почнеме да го промовираме, меѓутоа многу заскоро ќе биде изработени. Ќе се прави веќе и видео спот од она што беше на минатиот камп, кој би бил во насока на промоција, веќе разговараме и со некои партнери кои би го поддржале можеби и финансиски. Така што сето ова пак ќе речем го оставаме на квалитетниот менаџмент. И убедени сме дека се што му фали на Охрид и на спортот е само квалитетен менаџмент и сето друго ќе си дојде на место. Затоа малку во вториот дел на емисијата. Сега време за реклами. Во
Во PC Кембридж, Кембридж со PC. Нови и нови уписи за сите ученици од трето одделение основно до матура за училишна настава за математика, англиски, германски и македонски јазик. Од PC, плюс за сите генерации и профили. Интензивни курсеви за јазици и работа со компјутери. Припреми за полагање за меѓународни јазични сертификати. Аптис, Булац, TOEFL и IELTS. Уверенија за познавање на јазик и познавање работа со компјутери. Во PC Кембридж. Кембридж со PC. Big Mobile во Охрид. Купете силиконски и кожни футроли на преклоп, футроли за накаиш, подвода, за на рака, 3D, бампери футроли со циркони, шарени и детски, футроли за таблет, сите почнувајќи од 99 денари. Во Big Mobile и USB кабли за сите телефони, стандардни и полначи за во автомобил, додатоци и USB стикови, мемориски и екстерни батерии, MP3, звучници, слушалки, микрофони, селфи стикови по најниски цени. Булевар Туристичка број 73 до ординација Дарон 078 389 104. Big Mobile. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц. Струмица. Време е за нови нешта во Охрид. Нова, поинаква, англиска приказна. Сакате најмладите умови да ја развиваат моториката и да го абсорбираат англискиот јазик преку игра и забава? Училиштето за англиски јазик ИЕС ви носи нова приказна во градот. За прв пат во Охрид, јуниор курсеви за деца од 3 до 5 години, како и добро познатите курсеви за ученици, средношколци и возрастни поддржани од најновиот софтвер на Whitebox интерактивната табла. Ние сме во населба Христо Узунов, улица Даме Груев, број 207 В. 078 307 249. Време е за нови нешта во Охрид. Училиште за англиски јазик ИЕС. Смоки Мега Хрскер. Повеќе кикирики за посилен вкус. Никогаш посилен. Смоки Мега Хрскер. Продолжуваме ние со нашиот разговор, краток одмор.
И моето следно прашање. Ако во градот постојат некои манифестации кои што се стари по 30 на години, како што е атлетскиот маратон на патеката Свети Наум Охрид, пливачкиот маратон исто на патеката Свети Наум Охрид, малиот пливачки маратон, а кои што секоја година некако на мускули ги тераат работите и лебди во воздух дали ќе се одржат или не. Зошто асоциацијата Спорт за сите за спорт би обстојувала и понатаму? Неколку пати спомнав и реков дека можеби понатаму во емисијата ќе го потенцираме уште неколку пати. То главниот проблем во А уште и да напоменам, се извинувам, дека тие се делумно и финансирани или од локалната или од државата. Вие не сте финансирани од никого. Во овој момент од никого, да. Значи, голем проблем за успехот или неуспехот на една манифестација како таква е самиот менеджмент. Се почнува и завршува со квалитетен или неквалитетен менеджмент. Од друга страна има и друг фактор, а тоа е препознавањето, идентификацијата на атрактивноста на еден одреден настан. Без разлика дали станува збор за спортски настан од врвен карактер или рекреативен настан, во секој случај неговата атрактивност, неговата препознатливост во не само на домашни, туку и на меѓународен план е онај одскочната даска, односно предусловот кој што треба еден квалитетен менеджмент, потоа тој настан да го направи светски познат. Значи, доколку вие немате препознатливост, атрактивност на самиот настан, тогаш колку и да е квалитетен менеджментот, тој настан осуден е на пропаѓање, бидејќи едноставно не е атрактивен. Така, вие колку и да сакате може да се борите за да развивате туризам во некое место во не знам сега да не навредам некој град од Македонија, меѓутоа ниту еден град во Македонија во овој момент нема потенцијал за развој на туризам како што има Охрид. Значи атрактивноста е она која што е предуслов за на квалитетен менеджерски тим му овозможи услови да развие квалитетни настани спортски или рекреативни или било како или на било кое друго поле, не станува збор само за спортот. Конкретно за овие настани, спортски настани кои што ги споменав, сметате дека не се доволно атрактивни или дека проблем имаме во организацијата на истите? Или едно и друго? Ги сметам и двете, да, сметам и двете. Прво не се доволно атрактивни, зошто? Значи, долгите маратони, значи ако погледнеме во светски размери, веќе интересот за вакви за долги маратони на долги стази изумира. Особено во пливањето, пливачките маратони веќе се некако во замирање. Се повеќе светот става акцент на спортски настани, дисциплини кои што во себе имаат олимписки потенцијал. За жал, пливањето на долги стази апсолутно не е ниту во ниден интерес на олимпизмот. Се надевам дека и така ќе остане. Се помалку пливачи се решаваат да бидат дел од овие дисциплини на долги стази, а многу слична е состојбата и со атлетските маратони. Иако станува збор за можеби за олимписки дисциплини, сепак самите трки се организираат онаму каде што може да бидат следени од публика. Значи тоа е проблемот конкретно за нашиот атлетски маратон. Ова е моје лично мислење, не мора да е точно. Меѓутоа сметам дека не сметам, туку сум убеден дека во светот спортот е бизнис. Спортот врти многу пари, на ова сме сведоци сите и сметам дека во Македонија генералниот проблем во спортот е тоа што не е поставен на такви основи и поради тоа, како што велите, на мускули се туркаат многу манифестации кои заради некоја традиција и понатаму со сила ги организираме, иако нивното ниво, квалитет се опаднати толку ниско што не се достојни дури на нивото на град како Охрид, повторно ќе речем. Атлетските маратони најчесто се организираат во средини каде што е можно да има публика. Зошто публика? Затоа што таму каде што има публика се заинтересирани оние кои треба да бидат финансиери, значи главни спонзори, донатори и партнери на таквите настани. Вие од Охрид до Свети Наум многу тешко да организирате тој маратон да биде следен, освен стартот и целта. Значи станува збор за една тешка патека, маратон кој што
очигледно го трчаат само мал дел на луѓе и на еден таков маратон кој што пак ќе речем на тешка патека која што апсолутно не е атрактивна за публика, вие не можете ниту да привлечете спонзори, ниту да обезбедите средства, нормално ниту да привлечете што е можно поголем број луѓе кои што ќе трчаат. Трчањето денес во светот е многу честа појава и многу луѓе од рекреативни причини трчаат. Погледнете ги сите познати светски трки, јас би ги нарекол светски атлетски настани, па дури најсвежо и најблиску ние да го погледнеме Скопскиот маратон, каде што ќе видите дека има огромен број на пријавени маратонци, луѓе кои што трчаат помали патеки, значи полумаратон, 10.000 метри, 5.000 метри, значи огромен број на рекреативци кои што се пријавуваат и плаќаат котизација за учество. Вие само со голем број со масовно присуство на еден спортски настан можете да извлечете доволно потенцијал за да привлечете партнери кои ќе бидат финансиери, помагачи на тој настан, а и нормално средства за да од целиот тој настан го кронисате со една, да речеме, со една врвна трка на еден цел маратон, каде што би учествувале помал број на учесници, меѓутоа целиот настан како една засебна целина би функционирал и би бил само одржлив. И таквиот настан би станувал се попопуларен, особено ако е во дестинација како што е Охрид. Сега тука ќе ве запрашам, што вие ќе понудите? Кога добивме поканата за учество во емисија, сериозно го разгледувавме тој дел, бидејќи многу пати досега во многу емисии најавувавме дека за следната година имаме големи планови, планираме покрај рекреативниот дел за Охриѓани да организираме и врвни спортски настани. Но ова е подлупа и овде треба да се открие. Ние, значи, можеме да откриеме слободно дека следната година планираме 1 јуни, значи да го направиме Охрид, да направиме една трка која што ќе биде градска, ќе крстиме, значи градска трка, Охрид трча. Ќе се одвива, значи ќе биде некој од тие мали маратони, значи нема да откриам точно должината, меѓутоа како и да ќе се одвива во самото централно градско подрачје, каде што очекуваме со поддршка на нашите пријатели, посебно од Скопскиот маратон, дека ќе успееме да привлечеме голем дел интересенти кои што ќе дојдат и тоа ќе ги поканиме заедно со нивните фамилии, со нивните семејства да дојдат и да бидат дел од тој еден така да го наречеме хепенинг кој што ќе го направиме конкретно на 1 јуни, бидејќи мислам дека е светски ранинг деј, нешто така. Така што ова можам да го објавам слободно и веќе разговараме и со некои партнери. Она што претходно сакав да го спомнам околу менаџирањето. Во спортот вие не можете да организирате настан без поддржувач. Односно, денес е модерно да кажеме во спортот вие не можете да организирате настан без партнери. Не велиме спонзори, не велиме донатори, бидејќи во светот тие термини одамна се завршени. Оние кои што финансираат во спортот може да бидат само партнери на организаторите и можат заеднички да градат заемен интерес. Од кого очекувате да ви биде партнер? Не би сакал да изложувам конкретно, во преговори сме со неколку компании, локални и национални, од кои што очекуваме поддршка и се надеваме со оглед на она што гледаме и во однос на она што може да го процениме од разговорите кои ги водиме, дека се навистина заинтересирани и дел од нив сигурно ќе се вклучат партнерски. А освен компаниите, дали очекувате помош од локалната? Секако, тоа сакав да го кажам следно, значи повторно ќе кажам, ние нема да се придржуваме до оние стереотипи да бараме поддршка од општината, туку едноставно ќе понудиме партнерски однос со локалната самоуправа. Верувам дека за скоро ќе се случи и средба. Веќе имате остварено некаква средба, некаква презентација или допрва сето тоа ќе биде? Не очекуваме да во скоро време се случи една средба на повисоко ниво на нашето раководство со градоначалникот на Охрид, каде што ние ќе понудиме дел од нашата платформа која ја планираме за наредната година, за да повторно ќе речам не по нестереотипен принцип да бараме поддршка, туку да понудиме партнерство. Доколку тоа партнерство биде препознаено како взаемен интерес од страна на локалната самоуправа, ќе биде добро дојдено и за нас
предпоставувам и за нив, за да заеднички го направиме Охрид спортски ден, спортски град. Така. Покрај тоа што ја планирате ова атлетска трка низ градот, значи низ Охрид, посебно низ стариот дел, имате уште еден интересен спортски настан. Дали ќе ни кажете за тоа? Имаме повеќе, меѓутоа уште еден можам да... уште еден кој што можете да ни го откриете. Да, уште еден кој што е известно дека ќе се случи. Тоа е во светот станува многу атрактивно и многу популарен спорт е триатлонот. Така што веќе сме во завршна фаза на разговори со Триатлон Федерацијата од Македонија. На нивно големо задоволство, на наша иницијатива ќе го организираме еден триатлон кој што ќе се случи, не можам точно да прецизираме, меѓутоа некаде крајот на август, почетокот на септември. Исто така гледате дека ги одбираме термините кога Охрид не е... Да, кога не е многу бомбардиран со гости, малку да продолжиме сезоната. Сакаме и да помогнеме во продолжување на сезоната и да овозможиме тие денови да не биде нашите настани да не бидат засенети со некои други настани кои што за жал во тие 2 месеци се доста експлоатирани во Охрид. Ама не спортски. Не се спортски, меѓутоа едноставно сметаме сите дека ни го задушуваат градот и полето за делување, така што сакаме малку да го расшириме тој дел. Триатлонот е навистина нешто што е многу атрактивно во светот. Охрид е фантастична локација, бидејќи изобилува со култура, имаме фантастични услови во водата за пливање и нормално за трчање и возење велосипед, така што се надеваме дека за неколку години овој, ако успееме да го направиме, квалитетен и традиционален триатлон ќе прерасне во една светски позната атракција и манифестација, каде што се надеваме ќе дојдат надпреварувачи учесници кои што ќе ги броиме во илјадници. Така што имаме некои планови, имаме размисли, реков дека што можеме да го објавиме, дека е известно дека ќе се случи. Не очекуваме првата година да е толку посетена, меѓутоа очекуваме од менаџерски аспект и од квалитет на организација да направиме повеќе. Нема да биде само триатлон трка, станува збор за триатлон викенд, кој што најверојатно 2 или 3 денови ќе се случува еден поголем хепенинг во градот. Така што сето ова е дел од нашата платформа за следната година. Се надеваме дека нема да остане само на хартија, туку ќе се реализира. Бидејќи рековте дека се зависи од организационите способности на менаџерскиот тим, ние тука сме, ќе ве следиме да видиме до каде ќе одите со сето тоа. Апсолутно, за нас е поголем предизвик. Токму по тие причини ние не откриваме така наивно се што планираме. Еве реков, овие 2 настани ги откриваме, имаме уште и доста други. Морам да споменам дека уште нешто кое што ќе го изумевме, значи имаме многу добри контакти со високи представници, високи спортски представници во Словенија, кои што се одделот на пливањето и одделот на училишниот спорт, каде што имаме многу добри, значи многу добра поддршка и разбирање за она што го работиме и желба, значи и можност, значи од нивна страна да се вклучат во она што сето ние го планираме. Имаме понуда Охрид да го направиме град, член на една организација организација за спорт за деца, која што е под капата на Меѓународниот олимписки комитет, а во светот членуваат преку 250 градови. Планираме Охрид да е првиот град од нашето обкружување, значи околу Македонија, во и околу Македонија, кој што ќе стане член. Секако за ова ќе треба да партнерски да настапиме со локалната, бидејќи се зачленува градот, а нашата организација ќе преземе, значи, одговорноста да го организира оној дел кој што подразбира организирање на манифестации, спортски манифестации, надпревари во децата, значи од школска возраст, кои понатаму секоја година еднаш се одржуваат овие детски спортски игри, каде што би можеби уште следната година во Каунас да однесеме една репрезентација од наши представници, значи ученици од охридските училишта кои ќе може да се надпреваруваат со нивните врсници таму. Така што ние уште во јануари имаме најавени веќе 2 посети во Словенија, одиме на светски куп, ако не се лажам, во Планица, во Скокови, и одиме на еден пливачки митинг во Крањ,
каде што ќе ги продолжиме овие наши преговори, разговори со луѓето кои веќе се докажале во спортскиот менаџмент, така што и ќе се надевам дека тие искуства да ги ќе ни бидат донесете кај нас. Спортот на вистина е за сите. Сега дали сите се за спорт ќе видиме допрва, ако не се сите, барем некаде е поголемиот дел од граѓаните да се вклучат кој како сака и кој како милува, дали рекреативно или онака надпреварувачки. Важно е да заживе спортот во градов и да ги оттргнеме децата од оние лоши навики кои што ни ги наметнува современиот начин на живот. Да, јас би завршил повторно дека Асоциацијата на спортови, спорт за сите, сите за спорт, за среќа или за жал, има еден поинаков начин на размислување за спортот во Охрид. Ние имаме голема желба за партнерство со сите останати институции кои се инволвирани во спортот, стоиме на располагање, сакаме да бидеме партнери на квалитетни спортски активности. Така што сите се добре дојдени и оние кои сакаат да станат наши членови, оние кои имаат идеи без разлика што не се членови на нашата асоциација, луѓе со добри, позитивни, издржани идеи секогаш се добре дојдени да поразговараме или барем да ги упатиме и да им помогнеме како нивните идеи полесно да ги реализираат, а секако зошто да не и да им помогнеме директно со нашите ресурси со кои што располагаме. И со оваа емисија им дадовме уште една можност да размислуваат за некоја нивна идеја. Се надевам. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вас.